Мерцедес V108 настана во време кога заработката беше помалку важна од имиџот, кога производителите се трудеа на купувачите да им продадат што поквалитетни автомобили, кога емоциите и чувството во возењето беа апсолутен приоритет. Затоа и главен фокус при нивното проектирање беше да се понудат удобни патувања, без да се бркаат што пониски бројки за забрзувањата и повисоки за максималната брзина. Првото појавување Мерцедес V108 го имаше каде ако не на салонот во Франкфурт, каде беа представени 4 модела, сите со 6-цилиндрични агрегати. Најголемиот, кој имаше 3 литри и 170 конски сили, беше наменет и за продолжената верзија, која беше означена како V109. Далеку попопуларни беа моделите со 2,5-литарски агрегат со или без механичко вбризгување на горивото. Развиваа 130, односно 150 конски сили. Менувачот беше 4-степен мануелен или автоматски, а трошеа во просек 15 литри гориво на 100 километри. Подвозјето беше целосно ново со засилена задна оска, хидропневматски пружини и 4 диск сопирачки. Набргу во понудата беа вклучени и V8 мотори, од кои врв беше 6,3 литарскиот со 250 коњи, со кој овој Мерцедес важеше за најбрза лимузина во светот, постигнуваше 220 км на час. Од оваа серија, која се произведуваше до 1972 година, беа продадени 382.000 примероци.